Добро утро и од мене Александар Чомски. Поздрав до слушателите на Клуб FM и до сите наши гледачи и Facebook проследувачи. Ова е време за пари, не знам дали воопшто умееме и знаеме да ги направиме, но за прв пат, може би помалку или повеќе мораме да разговараме за нашата перспектива. Ако се работи за перспективата, секоја се поставува прашањето што ќе возиме и на што ќе се вози. Изгледа дека Македонија е судбина да биде депонија на треторазредни автомобили. Дизелите веројатно наскоро можеби ќе бидат исто така на сметиште, но дали воопшто ова нова варијанта на хибридни автомобили и електроенергијата како двигател на автомобилите ќе допре до нас и што треба да се направи? Мој и ваш гостин е универзитетскиот професор од Машински факултет Даме Димитровски. Добро утро, Даме. Добро утро, Чомовски. Бензин, нафта, дизел, газ, струја. Што ни следи уште во редоследот на овие горива што ги покренува автомобилите и автомобилската индустрија? Па, очекувам дека во понатамошната иднина дека ќе почнеме со биогорива интензивно да користиме мешавини за почетокот биогорива со класични горива, понатаму чисти биогорива, повеќе на почисти горива гасни, значи некој биометан и слично, така што очекувам дека за 10 на 20 години во транспортот веќе нема да сметаме на транспортот како на загадувач на животната средина, туку како на пречистувач на животната средина. Ќе зема околен валкан воздух, а низ моторите ќе прави некаков чист воздух. Што се обновливи извори од кој може да се бара енергија за автомобилите? А тоа е веројатно една од најпотрошувачката гранка во светот. Во право сте, значи има различни, секој обновлив извор на енергија си има своја намена. Многу тешко во автомобилскиот сектор или во транспортот ќе воведеме ветерна енергија или ќе воведеме директно возила кои што се соларни. Ќе мора или преку некоја трансформација од солар да направиме струја, па струјата да ја користиме во возилата, а директно ќе користиме главно биогорива во моторите со внатрешно согорување или некакви останати горива кои што ќе може директно да ги гориме во лесно подвижно возило. Често се вели обновливи извори. Во градацијата на тие обновливи извори ние застанавме на ветерот, сонцето и така. Изгледа дека негде и прочитав дека Конако Филипс во лабораторија на Антарктик веќе размислува или веќе се произведува водородна енергија која треба да биде пласирана во искористувањето на новите двигатели на автомобилите. Што тоа значи? Водородот не е нова технологија кај производството на енергија или кај добивањето на енергија. Идејата е дека водород или ќе согориме во некоја постојна постројка, да речеме во моторот со внатрешно согорување, со некои додавки. И такви мотори постоја на Саем и се појавува, BMW направи добар таков мотор. А втората технологија е во горивни келии да работиме со водород, да го раслојуваме на водород и кислород и да го враќаме назад, при тоа да искористуваме таа енергија. Како тој ќе навлезе на пазарот, се уште е прашање, бидејќи таа технологија е доста скапа и бара доста добри безбедносни мерки за работа. Сега за сега се ослонуваме на овие достапни горива, па од постојните нафта и да речеме дизел и бензин, одиме кон почисти метан и пропан бутан, па ќе одиме на некои уште почисти горива понатаму кои што ќе сакаме да бидат и ефтини. Професор Димитровски, имаме ли шанса да фатиме чекор со ова нова технологија и новата индустрија на хибридни автомобили? Денове читам дека Toyota најпродаваниот автомобил во светот е нивниот хибрид, но како тоа ќе стигне во Македонија со оглед на нашите платежни можности, стимулативноста во условите во кои можете да ги набавите? Германија, например, тоа го реши преку даношната политика. Па ја мислам дека ние имаме две шанси како брзо да купуваме и ние Toyota или некој друг хибрид. Едната добра шанса е дека ние за брзо време очекуваме да се развиеме и да стигнеме во развиениот свет. А втората шанса е дека секоја нова технологија на почетокот е многу скапа, а понатаму ќе поевтинува. Така што очекуваме дека и хибридите ќе станат достапни ефтини горива, кога вистински ќе го решиме прашањето на извори на енергија за батерии и кога ќе го решиме отпадот од батериите. Инаку во делов на поголемиот транспорт, каде што зборуваме за камиони, автобуси, превоз на стока и слично, таму се уште владее, да речеме, суверено владее дизел моторот со дизел горивото. Зборуваме за новите технологии и новите ноу-хау во светот на автомобилската индустрија и на енергијата. Гостин во утински брифинг е професорот
Даме Димитровски, професоре, скандинавските земји 70 до 80% веќе се на хибрид. Ние сме далеко од тоа. Меѓутоа има една друга работа во која заштитата на човековата околина е врзан за литиумските батерии. Тие особено во складирањето се прилично проблематични. Како тоа ќе се решава? Може ли наспроти дизелот сега одеднаш се претвориме во некоја литиумска долина на отпад? Така е, со секое ново решение ќе ни се појави нов предизвик кој што треба да го решаваме. Добро сте утврдиле дека овие скандинавските земји се скоро целосно пробуваат да поминат на електрични возила, не само на хибриди, но тие имаат струја од обновливи извори на енергија која што си ја произведуваат и без загадување добиваат енергија за возилата. Ние немаме таква компонента, ние главно нашата струја правиме од јаглен и доколку сега утре би поминале сите на електрични возила, ќе поминеме во суштина на возила кои што горат јаглен во рекбитола. Делот со отпадот е предизвик, ќе се решава понатаму, тоа е опасен отпад, ќе треба да го рециклираме и постојат технологии за тоа, но се уште се скапи но се достапни. Се надам дека нема убали да го да ни го балираат и да ни го праќаат. Професор Димитровски, нешто што се врзува до образовната структура, пазарот на труд, подготовките наши и така натаму. Машинството и машинците се една после IT инженерите, технолозите, една од најбараните професии во услови кога меѓу другото и Германија се отвара и Запад се отвара. Каква е состојбата со машинците во Македонија? Вие секоја година сте фул во регрутирањето на нови студенти и генерации. Да, ние секоја година стандардно запишуваме број на студенти околу 300. Може да се пофалам дека студентите што доаѓаат се млади, активни, желни за знаење, голем број од нив имаат веќе истражувачки способности, се запознале со технологијата, интернетот им дозволил веќе да се запознаат со тоа што ќе работат, а тука добро се потковуваат со теорија и малку, да речеме, со пракса. Во индустријата се многу барани и ретко добиваме замерки на производот кој што сме го произвеле на Машинскиот факултет, а тоа е машински инженер. Главно добиваме пофални зборови дека инженерите доучуваат во индустријата и се вклопуваат, лесно се вработуваат и се снаодливи низ животот, учат вистинско инженерство. Ние покрај тоа што ги учиме на факултетот на основен машински инженер, дополнително нудиме можност да посетуваат разни настани, конференции, сајми и слично за да го запознаат и светот, да видат како вистински се работи. Како се одвива таа интерактивност, што бара стопанството или економијата, што вие нудите? Имате ли перцепција кои подгранки или подкастови на машинството може да бидат интересни? Ние произведуваме 9 профили на машински инженер во суштина и на тие сме се задржале со тоа што стопанството ќе бара можеби 90 на различни струјки понатаму, но затоа постои процесот на специјализација внатре во фабриката, ќе му треба 2-3 месеци на секој машински инженер да се вклопи во работата во која што почнува, или ќе му треба 2-3 месеци за да научи технологијата со која што ќе се сретне, но основите секако ги добива добри кај нас. Си одат ли од земја? Барани ли се ли како што е тоа со фармацевтите, лекарите, IT инженерите? Да, мора да приметам дека некои уште на запишувањето знаат каде сакаат да работат. Можеби е нормално за млади луѓе да целат дека ќе работат во Формула 1, во Ферари, таму да им биде целта, а не во македонското автомобилско првенство. Но очекувам дека кога ќе го остварат сонот таму да работат, ќе донесат технологијата назад овде. Колку ние следиме, колку вие како високо образовна институција следите иновации и новини во технологијата и ноу-хауот? Иако можеби не изгледа така од страна, еве ќе дадам еден пример. Ние на 23 и 24 април имаме конференција која што ја одржуваме кај нас во организација на Универзитетот Свети Кирил и Методи и Балканската организација за животна средина, на која што доаѓаат околу 200 до 220 научници од овие 5-16 балкански земји и околината. Представуваат своји научни достигнувања, представуваат технологии со кои што се запознале можни решенија на проблеми во своите земји и тука се покажуваме дека сме рамноправни во најмала рака со сите овие колеги со кои што работиме, така што сметам дека сме на добро ниво. Има интересен феномен до завчера мислевме дека правниот факултет регрутира или пласира политичари. Во последно време машинството стана атрактивна дисциплина од која Ангјушев и Мицкоски. Што е тоа атрактивно што, да речем, научниците сакаат во политиката? Ја мислам дека инженерите се добар кадар кој што од мали нозе се спрема да решава проблеми. Се надевам дека и двајцата колеги ќе имаат можност да решат многу проблеми, наместо да создаваат, да речем. Професор Димитровски, на крај почнавме за она што е атрактивно и почеток. Значи, што ни престои? Дизелот аут,
електрични и хибридни возила во перспектива, за колку години тоа Македонија би можела да биде некако патешествие и колку, например, се може брзо да се инсталираат полњачи за автомобилите? Значи, моето гледање е следно: во тешкиот превоз дизелот е се уште прво гориво, но во лесниве возила очекувам дека од утре можеме да почнеме да зборуваме за интензивно користење на метан. Сите зборуваат дека мрежата се шири, имаме многу полнилници, возилата се исто ефтини како обичните бензинци, а загадувањето е скоро нула со цврсти честички. Но очекувам дека во следниве 5 до 10 години ќе имаме добар пробив на овие технологии: електрично возило, хибридно возило, особено во возилата кои што треба да ги субвенционираме. А тие што поминуваат голема километража, такси, превоз и слични, кои што треба ние да им помогнеме да имаат помало загадување. Поштовани гледачи, тоа беше професорот Даме Димитровски. Разговаравме за новите технологии во автомобилската индустрија и машинството. Меѓу другото, предполагам дека запамтите и сте свесни дека нам ни престојат нови модели и мотори во автомобилската индустрија врзани за обновливите извори и така натаму. И благодарам уште еднаш што бевте гостин во Утрински брифинг. Благодарам.